Почитувани колеги, почитуван председател на техничката влада, почитуван господин Мисовски. Се започна со политичкиот конвертит Никола Димитров, кој што излезе и кажа дека примил дипломатска нота од Грција за постапката на министерката Рашела Мизрахи. Прво, таа не е прва дипломатска нота по однос на употреба на името на Република Македонија. МНР има предходно примено уште неколку дипломатски ноти и прашање е зошто овој политички конвертит Никола Димитров, политичката вртикапа во Република Македонија, кој што се клања на секој премиер, претпоставувам сте задоволен од него, не известил за тие дипломатски ноти кои што ги примил предходно. Овој политички конвертит Никола Димитров во управата за јавни приходи, ако одите, еве, вечерва тоа го направив, одете на страната на управата за јавни приходи. И таму имате запишано подписници и како се истите заведени институции. И пишува: Министерство за надворешни работи на Република Македонија, предводено од Никола Димитров. Што не го разрешите овој политички конвертит Никола Димитров затоа што го прекршува договорот што го подпишал? Се уште го нема, а СОЗР го има сменето. МВР го има сменето. Во УЈП побарајте ги на страната, ќе видите МВР, СОЗР и други ги имаат сменето и мињата како подписници на Република вашата С Македонија. А Министерството за надворешни работи, на кое што сте му дале задача на Никола Димитров за да го ставите на пратеничка листа, да одработи за вас, крие 4 дипломатски ноти предходно стигнати од Република Грција, го нема тој сменето името во УЈП така како што налага дека треба да го смени Рашела Мизрахи, ни крива ни должна 2 недели не е ни министерка, и сега тој ќе кажува кој во оваа држава го крши уставот и вие тука ќе ни кажувате кој го крши уставот. Па вие уставен судија ли сте? Дајте на уставен суд представка. Вие викате во вашиот говор дека Рашела ја злоупотребил функцијата за партиски цели. Па поднесете кривична пријава. Како е тоа возможно некој да злоупотреби функција за партиски цели, или за лични, или за било какви, или да прекрши устав? Дајте ја на суд. Вие сега овде на жена од 1,65 сантиметри, жена која што има, да речам, проблеми со тоа што беше напаѓана за антисемитизам и за незиното потекло, жена која што е нова во политиката и се труди да помогне на болни, на социјална, на неја покажувате мускули. А Никола Димитров го чувате како заштита на бела мечка затоа што го подпишува се што сакате. И затоа што ве фали како што го фалеше и предходниот премиер и предходниот премиер пред него. И сите. Затоа, почитуван господине Мисовски, почитувани колеги пратеници, јас сакам да ви кажам дека вечерва министерката Рашела Мизрахи покажа на многу граѓани на оваа држава, на многу членови на СДСМ и на многу министри во владата, како се сака сопствената држава. Незината баба се борела во партизански одреди за слободата на Република Македонија. И таа има историско право и семејно да го употреби името за чија што слобода се борела незината баба. А вие немате ниту мандат, ниту техничко право, ниту целосен мандат како председател на техничка влада да разрешувате министри. Вие имате мандат да спроведувате избори. Таблата ли е пречка за изборите? Не е таблата пречка за изборите. Пречка за изборите е што Рашела Мизрахи откри какви незаконитости правела Мила Царовска. Проблемот е што во Струмица, кога се гласа, и на ПИМ мерките кои што и вие ги знаете, ги има и во обвинителство 2013-14 година, каде што пишува Вице Заев му се јавува на тој човек. 35 роми по 600 денари, толку гласа. Вице Заев се јавува на Милевка од Радовиш. 40 лични карти, 600 денари, толку гласа. Тоа е Министерството за труд и социјална политика. Вие сега сакате да ја тргнете Рашела Мизрахи, за да можете да влијаете и да злоупотребувате социјални случаи за парите што ги крадеше Боки 13 со ваша поддршка. Тој беше ваш другар. Вас ви се јавуваше на телефон.
Колку пораки примивте? Радмила Шетиринска 3 пати вечерала кај него. Зашто разговарале? За кризата во Сирија со Боки 13-ка? Разговарале како да се употребат парите од рекет. Кому му поклони штикли од 1000 евра Боки 13-ка? Сигурно не е поклон на Рашела Мизраки и поклон на Шетиринска. Затоа сакате да ја тргнете Рашела Мизрахи, за да можете да го злоупотребувате Министерството за труд и социјална политика. За да може во Струмица, Вице Заев и Ице Георгиев, сопругот на оваа што ја ставивте сега Лорета во судски совет, кој што 15 години е шеф на кампања на СДСМ, да купува гласови на социјални случаи. И Рашела Мизрахи да нема увид на тоа. Зошто? Затоа што Мила Царовска заборавила да тргне некоја табла. Затоа што директорот на СОЗР, кој што почесто е во УЈАП отколку во СОЗР, заборавил да тргне или да намести некоја друга табла. Ако имате принципиелен однос, покренете постапка и разрешете го Никола Димитров да не глуми голем филозоф, затоа што тој го нема сменето тоа што предлага дека треба да го сменат другите. Во управата за јавни приходи се уште стои Министерство за надворешни работи на Република Македонија. И ако ме прашате мене лично, добро е што е така. Затоа сакам да направам една споредба. Рашела Мизрахи вечерва и покажа дека е македонската Естреја Овадија Мара. Првоборец во народните одреди на Даме Груев и на Гоце Делчев, родена 23 година во Битола, загината многу млада 1944 година од незиниот род. Никола Димитров е еден наконтен коте од рулја. Тој коте од рулја неколку пати правеше предавство на организацијата, но заради човечноста на Гоце Делчев и Даме Груев, кои што потоа беа и имиња на партизански одреди, му беше простено 2 пати. И тој коте од рулја за 40.000 евра стипендија ја продаде својата кауза. И тој коте од рулја денес изигрува голем херој и голем мачо мен со тоа што вам ви предлага да покажувате сила врз Рашела Мизрахи. Големо чудо. Многу голема работа ти направите. Страшно достигнување. Уште тоа не достигаше Рашела Мизрахи да биде разрешена и се ќе биде подобро. Хибридниот режим на кој што ја доведовте државата на скалата на економист ќе се подобри во одлична демократија. Вие треба да се срамите што имате таков однос и кон Никола Димитров, кога го подбуцнувате и го подлажувате, не успеа лагата да биде претседател на држава, па сега го лажете дека ќе биде пратеник. Греото е човекот, не го лажете. И не му верувајте. На следните избори, кога ќе изгубите, прв ќе дојде на врата, ќе тропа и ќе бара да биде специјален советник за нешто. И може би ќе добие. Затоа, почитуван господин Спасовски, би сакал да ви кажам дека вашата одлука е непринципиелна, дека иницијативата на Никола Димитров е лицемерна и дека Рашела Мизрахи е само жртва на вашите политички односи во владината коалиција. Вам ви треба покажување на некаков успех, на некаква сила, на некаква моќ, на демонстрација на владење на контрола на ситуацијата. И вие сега ќе покажете сила со тоа што ќе ја разрешите Рашела Мизрахи, која што во животот нема направено ни сообраќаен прекршок, а камоли да прекрши закон или устав. Агим Красничи да не е подобар од Рашела Мизрахи. Тој што го уви Мартин Нешковски да не е подобар од Рашела Мизрахи. Каде ви се тие? Што не ја разрешите Рената Десковска, што и бегаат на секој 3 недели познати криминалци од државата. А вие како министер за внатрешни им дававте рок од 3, 4 или 5 недели да објавите потерница. Да бидат на безбедно, па потоа издавате потерница. Треба да се срамите како влада и како мнозинство што сте решиле вашата импотентност во спроведување на програмата да ја покривате со покажување на сила, на разрешување на една жена, млада политичарка и прва еврејка министер во Република Македонија. Благодарам.